и ова последна група е тоа за кој што говореше колегата Стоилов, значи за кој што се знае дека се наоѓаат на позитивната допинг листа. Бидејќи сте тренери, а ќе се осврнеме само на онаа прва група која што може да се дава, е дека во суштината на тренажниот процес е да предизвикате суперкомпензација, подигнување на одредениот органски систем или својство на повисоко ниво. За тоа мора да дадете прекомерно оптоварување, после тоа мора да се јави замор, меѓутоа мора да го одморите за да по известно време се качи функцијата повисоко. Значи ако издржал за толку минути, толку сега треба за тие минути да истрча повеќе, наедноставно кажам. И гледаме дека клучниот момент во приказката е заморот, кој што неминовно ќе се јави, меѓутоа идејата е преку суплементацијата, односно исхраната, он да може на некој начин да се купира и кога ќе видите оние гелови, сладки напитоци, кои што сушна страна е и храна, кои што ги препорачува Австралискиот институт да се дават, всушност они допринесуваат да се купира заморот кој што и во фудбалот и во спортот е резултат на дехидратација, хипертермија, намалување на крвните нивоа на гликоза и исцрпување на гликогенските резерви. Всушност, сите овие на некој начин допринесуваат да овие се намалат и на ној начин спортската изведба да се зголеми. Или пак онаа друга група, Д железо, Д некој витаминче, ќе видите дека сите тие се резултат на најчистите состојби кои што се поврзани со така наречениот синдром на претренираност, со најчистите инфекции кои што се јавуваат, бидејќи едно треба да знаете. Професионалниот спорт прави имуноинкомпетенција. Тоа у суштина се луѓе со кои што се со намалени имунолошка одбрана, генерално. Сега, вторава група причини зошто се даваат суплементите, или, попосле само за секунда. Кога се даваат суплементите е фрустрацијата која што ја кажав. Постои притисок. Типичен пример е Јаник Ноа, бившиот познат француски тенисер, кој што на интервју на шпански новинар дури и не му дозволува на новинарот да постави прашање да одговори, он си раскажува приказка, па што е ова бе вие французи, шпанците не мачкате што сакате ни правите. И во фудбал, и во одбојка, и во ракомет, и во свијако сега нели во кошарка освоија французите европско првенство и така натаму, ма што да ни вие случајно шпанците откривте нешто у тренажниот процес, гарант се допингувате или како што викаш овој тренеров што дојде кај мене, хемија мора да има. Таква фрустрација го затвори докторот на Јувентус, Рикардо Агрикола, година и 10 месеци, 2004 година, а директорот успеа да ескивира. Каде што јас при неколку медиумски настапи во нашиот случај со работнички, кој што многу добро го знаете, го потенцирав затоа што јас сепак го сакам тој клуб, сум врзан затоа што сум и работел таму. Беше типичен пример на неедукација, каде што од вертикала до хоризонтала беше жртва комплетно на неедукација, на нешто кое што на крај го чинеше клубот, за кој што мене ми е многу жал. Или пак случајот со докторот Фуентес, шпанецот за кој што шпанската полиција отвори најголема до сега полициска истрага под кодното име Пуерто, нели кај нас ја ги користат монструм, таков шпиун, така и ова е под називот Пуерто, каде што нарочно допингува во првата топ 10 листа на велосипедисти. И уште колку такви случаи имаме. Тоа го прави таа фрустрација, таа фрустрација ги донесе тие тренери кај мене да му убедува дека нивниот доктор не знае да лечи. Иако прашањето изгледа треба спротивно да се постави. Меѓутоа, јас сакам да отворам моментално една тема по ова второ прашање, кога веќе некој под притисок да се даде. Што е сега главниот проблем? Ако ги видите сите овие суплементи кои што може да се даваат и не се на позитивната допинг листа, една од најголемите анализи спроведена 2001 година во Германија докажа дека кога ги земете овие, па дури и С витамин, во 14,8% од случаевите е најдено стероиди и стимуланси. Тоа е страшно.
Испитани се производители од сите земји, значи од Европа, Западна, Источна Европа, Соединетите Американски држави, Јужна Америка. 14,8%. Па да не збориме за трефкиве. Што се е можно? Односно се отвара прашањето за чистотата на фармацевските производи, нутритивните производи кои што значи директно навлегување во бизнисот на фармацевската индустрија, а каде што дневно жртва ќе бидат спортистите ве гледат Олимпијадата во Сочи, жртва беше спортист на суплемент, меѓутоа едно се знае. Во допинг правилата, секогаш спортистот одговара на крај. Односно, приказката е дали производството е чисто и дали суровините од кои што се прават овие средства се чисти. Се проценува, пазете го ова, потенцирам. Ако се това ви изгледа джабе и ако мислите дека имате пометна работа, може слободно во моментот да излезете, не мора да ме слушате. Може еден да остане. Не е битно. За мене е важно, за вас ако не е важно, не можам со сила да ви го дадам. Секое пето кутивче, обично кутивче, цези витамини, креатин ќе зеа, имам право да го дадам. Секое пето пакување има можност да биде контаминирано со стероиди и стимуланси. Джабе разните дилери кои што ви доаѓаат, тие знаат, ќе пробаат кај докторот, ако не има таа зоа како и нас доаѓаат, ќе имаат сериозен проблем, па ќе отидат кај физиотерапевтите, па ќе отидат кај тренерот, па ќе отидат кај директорот, па ќе отидат кај спонзорот. Па му нудат, видиме, ова има од Агенција на Америка, дека е сертификат од Агенција во Македонија. Нема, нема такви. Единствен валиден доказ е референтна лабораторија антидопинг стандардизирана. Само тоа е. Односно, една од научните интересни студии, меѓу последните, сигурно има веќе и нови оваа година, и предходната, 14 различни производители на суплементи се анализирани за стероиди, тестостерон и стимуланси. Пазете што се случува. 40% од овие суплементи производители се на позитивната допинг листа контрола паднати. Тоа е страшно. Па да не збориме проценти, колку од нив и така натаму и така натаму, 7% од сите суплементи кои се користат може да бидат инфицирани. За да најреферентната лабораторија докаже во светот, ова зборам за легалните канали на дистрибуција. Значи, јас сум дистрибутер на С-витамин, креатин или не знам што, сум го регистрирал во Република Македонија, имам право да го везувам, имам право да го продавам. Еден од 4 суплементи кои по легалните канали се дистрибуирани може да бидат позитивни на допинг контрола. Пред се, како резултат на така наречено крос-инфицирање. Тоа што значи? Тоа значи дека фармацевската индустрија како изворена мокна индустрија прва во светот, легална после илегалната трговија со дрога, оружје и проституција. На истите машини на кои што произведуваат прохормони стимуланси, ги прави и овие суплементи и на тој начин се инфицираат. Ајде, сте виделе вие паковка на С-витамин или пак на калциум да пишува фри допинг? Нема да најдете. Ја предпоставувам дека ако успе оваа борба со таа фармацевска индустрија, дека најголеми производители на суплементи и најголем профит ќе добијат оние кои што тоа ќе го направат. Ама за тоа да се направи, се вака ќе ви кажам. Каливита и остали компании може многу не сака, затоа што барем ја додека бев работнички, сега веќе не ги користам, ги терав да прават контрола. Што е контрола? Ако ова е креатин, и се докажа креатинот дека позитивно може да делува и се знае како се дава. И викам вака, ова е серијски број на креатин 10005. Од тој серијски број во светот има произведено милиони, од кои што Македонија има дојдено 10.000. Шпекулирам проекат. Сега сакам под овој код, за да ја го земам и го користиме ние, сакам да ми го испиташ во антидопинг лабораторија. Ето е контрола. Ама и утре, па не си до крај сигурен. Зборам за контрола на серијски број на производство. Тоа не значи дека
Ако следниот пат донесе од нова серија, па мора да го контролира ако сака кај мене да добие одобрение да тој се користи, ако јас сметам дека треба да се користи. И сега, знаете како се поставува прашањето зошто спортистот да ја плати цената на изфрустриран доктор, изфрустриран тренер, изфрустриран спонзор? Зошто? Ќе ја плати затоа што и спортистот има своји права. Не можете вие да му ставите, знаете како ги допингувал докторот на Јувентус, им давал не знаеле што земале. Секој спортист има право да не го земе тоа. Не можете вие со закон да му направите да он зема нешто што не сака да го земе. Меѓутоа се појавува прашањето на крај клучното и според мене најбитното и затоа го правиме се тоа. Не е доволната едукација. Односно, дали воопшто некој пред да даде суплемент, дејќи кај нас гледам сите може да даваат, дали му направил спортско-медицински преглед и лабораториски тестирања, дали има анализи на крвта, дали има телесен состав, биохемиски параметри, дали му извршил теренски тестирања, дали лабораториски, дали има индивидуални прагови, анаеробни точки, анаеробен праг, зони и така натаму, што за некој веќе влегува во доменот на science fiction. Па дали воопшто знае во која фаза тренерот го ставил спортистот, дали се наоѓа во фазава каде што има повеќе работи тоа својство, плиометричен тренинг, координација, што прави, како ти ќе даваш нешто кога не знаеш што прави, кој е тренажниот процес. Дали воопшто има поима и е направен начин на исхрана кој што ќе ги задоволи енергетските потрошувачки, дали се знае кој енергетски систем највеќе се користи. Јас секогаш говорам, клучот во врвниот спорт е 4 за мене аксиоми. Правилна селекција, правилно дозиран тренажен процес, исхрана и психологија. Дали воопшто некој знае што се исхранува или суплементот ќе го направи тоа? Токму затоа, драги пријатели, на крај, ризиците кои се од суплементацијата во допингот, мал, од 7 до 10 мг до голем ризик. За мене е ризик секој петокутивче да има страв дека е... Зборам за тие кои што се суплементи, кои што се дозволени. Број 2, ако некој сака да троши пари, троши, меѓутоа јас тоа знам дека не можеме го решиме, не живееме во генерално во едно окружување светско каде што суштината на капитализмот е потрошувачката, ако нема потрошувачка нема производство, и маркетингот, интернетот тука врши голема работа, и на крај што за мене е најважно. Мора да се сочува човечкиот, морален и професионален кредибилитет. А тоа значи, ако сакаме спортистот да го регенерираме од еден до друг тренинг, од еден до друг надпревар, ако сакаме да направиме позитивна суперконцентрација, каде што можеме сите да сгрешиме во тоа, бидејќи сепак, ако кажеме што е доза на тренинг, одговорот е тоа е индивидуална адаптација. Мораме да бидеме честни, мора да го примениме со познатите сознанија, а прво да ви кажам, ако сакате да ги регенерирате вашите спортисти, прво видите ги веднаш што прават при крајот на тренингот, кога легнуваат, што јадат, како се однесуваат. Тоа е еден од најправилните начини на регенерација. Благодарам. Кој е прашање за колегата Ханџијски? Поведете. Јас имам едно кратко прашање, ако може. Вие спомнате дека спортски гел може да предизвика проблеми. Имаше еден спортски гел од Србија, од Гива. Прво, не сум сретнал до сега гел да направи проблем. Обично геловите се во групата, знаете како, еве вака ќе соберем индиректно па ќе дојдеме до гелот. На времето кога се кажуваше, абе што е спортски напиток, бидејќи клучот во спортот е рехидратацијата. Еден од првите проблеми со кои што се носи, па затоа Майкл Джордан му дава од лева чаша, од лева страна, зелена чаша со вкус на малина или јагода.
да биде напитокот. Па тој треба да е изотоничен, да има овошен шеќер, од 6-8% електролити. Многу пати им кажувавме на тренерите и децата, па не мора да купувате, земете малце во литро и пол, знаеш, во литро и пол вода, стави малце на врвот на лажичата солце, стави 2 лажици мед и исцеди лимон и портокал. Геловите се концентрати на овошни шеќери, кои што јас барем до сега не познавам, затоа и се ставени дека може да се стават, ама сега вака. За да дадеш спортски гел, прво треба да сватиш дека спортскиот гел влегува во групата на јагленохидрати со релативно висок гликемиски индекс. Тоа значи дека во рок од 15 до 20 минути ти имаш најголем пик и на гликозата и на инсулинот. Така да многу е глупо да дадеш гел пред фудбалски натпревар. Можеш да дадеш гел во текот на, да кажеме, второ полувреме или прво полувреме, ако се осети дека има хипогликемија. Од друга страна, гелот може да предизвика гастроинтестинален дискомфорт, гадење, повраќање, проливи. Се што ќе правите од типот на гелови, парови, работи што може да се користат да помогнат, мој совет е да се проба на тренинг. Затоа што гелот што е? Гелот е, значи, претходно он нема доволно гликогенски резерви, лошо се исхранувал, не внимавал и дошол до хипогликемија. Иначе нема зошто да му треба, нему пред утакмици, за време на утакмица. Меѓутоа, иако вистината е следна, сите истражувања говорат дека оние кои што во текот на фудбалски надпревар континуирано земале спортски напиток во кој што има лошен шеќер, они за последните 10 до 15 минути во споредба со истите од другата екипа, со иста физичка спрема, кои што не земале, има шанса да направат 4 до 7 повеќе повторувачки шпринтови, што во случајот на фудбалот може да значи добиена утакмица. Меѓутоа, мене, ако ме слушате, не само мене, клучот е правилната исхрана и ред. Дури затоа денеска Американскиот институт за спорт вика вака: за да не се бафтате после утакмица дали доволно ќе биде хидриран, бидејќи нагонот за жет задоволува само 50% од потребите. Бидејќи делува по рефлекс на природа. И жетта, за нас жетта не е критериум од кој ќе се напиеш дека си се рехидрирал. Затоа препорачуваат пред утакмица 400 до 600 милилитри во 2 до 3 часа да се испие постепено вода. Значи, знаете какви стратегии се прават во исхраната? Геловите ќе помогнат, ако навистина спортистот не се однесува на тој начин. Падну хипогликемија, најбрзо што може да му даеш спортски гел, да го кренеш, оти тој ќе ти се изгуби. Прво ќе има нарушена координација и така натаму, така натаму. Ако веќе влегува во хипогликемија. Затоа и се дозволени, ама што реков на почетокот? Ако се има навистина проценка дека му недостасува тоа. Не знам или ја до сега спортски гел дека има допинг средство, не сум сретнал и се препорачуваат. Нормално се, ако не се... Видете, знаете што треба да внимавате? Еве колегата Стоилов ќе ви каже, Red Bull. Red Bullот е званичен спонзор на светските европски конгреси мои по спортска медицина. Ама зборам за Red Bull Салцбург Австрија, кој што и му дозволуваме, и спортист кој што сака, ја викам да, може слободно да земеш Red Bull. Ама да е тој. Ама на производството имаш кинески секакви имаш. Со унутра што може да имат псевдоефедрини и многу други приказки. Воопшто не е наивно. Значи, од тоа што го кажа колегата Стоилов, со нарочното допингување, па со грешките на лекарства, па со дозволата терапутска, па сега со суплементите, све се прави за да дојде успехот правиот направ. Знаете како, јас стопати сум говорил Барселона. Па дали ви имате поима што зема Барселона, на пример? Знаете ли некој што зема Барселона суплементација? Филче, што зема? Ништо. Сакате да ви докажам? Договорен. Ќе ти докажам. Ќе го слушаш докторот, ќе седиш позаде мене на скајп. Што зема Барселона? Ништо. Не зема Барселона. Барселона не зема креатини, не зема ништо. Земаат правилна исхрана, индивидуализирана исхрана. Нормално кај што ќе процени докторот, ќе му додаде витамин, ќе му додаде железо. Све е индивидуално. Со индивидуална проценка, тебе ти фали тоа? Да, ќе ти додадеме.
Меѓутоа како систем на суплементација кој што го прават нашиве, никој. А тренингот? Како? А тренингот како ќе се доби? Ако се даде на сите посебно. Не те разбирам. На тренинг. Ако се даде на сите посебно. Суплементи? Да. Како ќе го работиш на тренинг? На секој поединичен? Тоа апсолутно нема врска со тоа, значи суплементот значи дека ти фали нешто во клетката. Мене не ми фали, на тебе ти фали, тебе ќе ти дадам. Нема зашто јас да земам. Значи, треба да разбереш дека тренажниот процес значи индивидуална адаптација. Значи, вака ќе ти кажам. Ја и ти денеска ќе ставиме полари и ќе имаме тренинг на координација. Или аеробен тренинг, или не знам кој. Јас и ти различно килокалории ќе потрошиме, различни проценти на патишта ќе ангажираме и затоа менито после нашиот тренинг, мојот и твојот ќе биде различен. Во случајот на Меси, кој го спомнавте, имаше многу повреди на задна ложа пред 8, 9, 10 години кога беше жилен. Му направи интолеранција на храна, видоа дека премногу конзумирањето на телешко месо создава кисели продукти. Му го изфрлија телешкото, му фрлија риба и пилешко. Значи, дури денеска се смета дека иднината на спортот е еден тренер за еден фудбалер. Не случајно Гвардиола, стручниот штаб му беа 23 луѓе, не случајно Капело кога го викаа во Фенербахче, на крај не се договори, знаете зошто? Затоа што сакаше да донесе со него 17 луѓе. Не, со тоа ти одговорив, дека све им добро, барем мислам. Презентирање нешто на програмата за развој од УЕФА и една од главните карики, главните точки беше исхраната во академијата. Значи, најголемата замерка, го кажа тоа и претходно, дека на човекот кој дојде од УЕФА, Жан-Франсуа Домер, беше околу исхраната. Затоа што нашите фудбалери од академијата се сместени во интернат заедно со останати ученици, каде што исхраната е на едно многу ниско ниво за спортисти. Он има денска селка со безбесплатно само. А он троши тројдупло по калории дневно, за разлика од ученикот кој не спортува така. Единствената, првата замерка беше да се направи храна и да се хранат, значи по имаме нутриционисти, имаме специјалист по спортска медицина и со ваш колега го ангажирахме таму, направени се сите испитувања од биохемиски анализи до тестирања, до дали фали кај подреден фудбалер магнезиум, дали фали цинк и не знам што, така е направен деловникот едноставно за исхрана и нашите фудбалери од академијата добиваат една добро, што е многу малко. Ние не знаеме што они продускуваат и што не чераат. Значи, ова професорот доктор Канџиски што кажува 4 столба за успех во секој спорт се доброто селектирање, добар тренажен процес, исхраната и психологијата. Значи, тоа е до максимум точно, меѓутоа многу малку се води грижа за исхраната. Многу е тешко. Ние пробуваме сега и во младите национални селекции, значи нешто бел чекер да користа стевија или да заслабувачи други, нешто бела сол да користа финалајска сол и не знам други. Затоа што од мали нозе децата лошо се хранат и доаѓа до голем проблем. Ние во Фудбалската федерација значи имаме и за правилна исхрана на фудбалерите, дури на малите деца, секој може да го добие тоа. Меѓутоа тука треба пообсежна анализа, кога се дава исхраната и кога се прави тој листа на јавење што треба да потребуваат сите, сигурно дека треба консултации со докторите по спортска медицина или нутриционистите, меѓутоа најдобро е со докторите по спортска медицина, затоа што они воедно се и нутриционисти, затоа што се навезени малце подлабоко за разлика од оние општи нутриционисти кои понекога знаат малце да излигуваат нешто па да не слома нешто. Многу ми е драго, се извинам, само што спате тоа го кажи, тоа е стварно вистина и добро е што е детектиран тој проблем и крузијален, ако успеете во
во сето тоа ќе постигнете голема работа. Повеќе. Јас немам прашање, но бидејќи мислам дека сум најстар од дека педагог или тренер на млади категории, ми се благодарувам за достапната информација за овие средства кои се недозволени, допинг средства, бидејќи ние работиме со најголемото богатство во светот. Нашите деца, нашите омладинци и најмали категории на деца, а овие сите се млади тренери кои не само еднаш годишно, бидејќи ние не читаме и немаме многу информација од овие работи. Треба и почетно да се направат овие предавања. Им се добраваме и на Фудбалска федерација на Македонија, бидејќи од нивен спонзор ние ги правиме, вие ги правите овие предавања, кои се многу битни за нас, дека реков работиме со златото на нашата име. Хвала. Примером да се снима за допинг основа. Например, јас користам